civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Зелено општество за сите е проект на Цивил во партнерство со фондацијата Хайнрих Бел од Германија, канцеларијата во Сараево. Се разбира проект кој е во континуитет дел од нашите заложби како организација веќе 22 години за промоција на зелените вредности. Оваа година се занимаваме со зеленото општество за сите. На некој начин правиме и алузија на стратегијата едно општество за сите, но се разбира со акцент на зелените вредности. Кога зборуваме за зелените вредности, ние во Цивил нив ги подразбираме во нивната целина, во нивното единство и во нивната неделивост. Во нашите проекти во партнерство со фондацијата Хайнрих Бел, но и воопшто како организација која се залага за вредностите, за зелените вредности, за европските вредности, за човековите права и слободи, ние се обидуваме да го ставиме нашиот фокус на неделивоста меѓу зелените вредности и тоа што се нарекува антидискриминација, мултикултурализам и антинационализам од една страна и се разбира социјалната правда од друга страна. Тие се неделиви области од она што се нарекува почитување, негување, спроведување и практикување на зелените вредности. Во таа смисла овој проект оваа година Зелено општество за сите се обиде во оваа изборна година да им даде простор на граѓанките и граѓаните да научат што е можно повеќе за зелените вредности во нивната целина, во нивната неделивост. Затоа, во таа изборна година, ние се обидовме да најдеме 3 прашања кои ќе им ги поставиме на сите кандидатки и кандидати во неколку општини низ Северна Македонија. Во таа смисла, ние се обидуваме да најдеме начин да ги приближиме кандидатките и кандидатите до она што се нарекува локални проблеми, предизвици, надежи и планови, локални прашања, кои би требало, се разбира, да бидат дел од еден процес на локални избори, без да се обзираме на тоа што се нарекува национални теми, национални прашања. Затоа ние им поставивме 3 прашања на панел дискусии или пак доколку не можат да се усогласат нивните агенди, ние седнавме со секој поединечно од нив. Принципот е двајца, односно најмалку двајца кандидатки или кандидати во една општина. Ако само еден успееме да донесеме, тогаш ние едноставно се откажуваме од таа општина и одиме во другата општина каде што може би имаме среќа да имаме двајца, тројца или повеќе, или сите се разбира кандидатки и кандидати во општината за локалните избори. Нив ги прашуваме 3 прашања. Трите прашања се однесуваат на тоа дали тие знаат што се зелени вредности, дали имаат зелена стратегија, дали се залагаат и на кој начин за зелените работни места, например, или одржлива енергија, менеджмент на отпадот и зелена едукација на локално ниво. Второто прашање се однесуваше на кои се заложбите на кандидатките и кандидатите во сферата на социјалната правда. Ги замоливме да ни ги опишат нивните конкретни планови, буџети и временската рамка во која ќе ги реализираат своите проекти во рамките на социјалната правда. Третото прашање се однесува на тоа на кој начин во програмата на кандидатките и кандидатите и на нивното воопшто политичко и општествено делување се спротивставуваат на национализмот, а се залагаат за почитување на различностите и развојот на мултикултурализмот на локално ниво. Па да видиме што добија нашите колешки и колеги од Цивил, од кандидатките и кандидатите, како одговор на прашањата кои ги поставивме во рамките на проектот Зелено општество за сите. Кои се вашите заложби за зелените вредности во вашата општина? Ние како Левица, како партија, сме прогресивна партија, која во своето јадро и својата идеолошка ориентација ја застапува социјалната политика и зелените политики. Тоа подразбира дека имаме грижа за материјална сигурност, за ранливите категории, правилна распределба на средствата
и грижата за животната средина, кои се наши високи постулати. Тоа значи дека ние, односно јас ако би бил градоначалник, ќе се залагам да ги спроведам овие постулати. Ние имаме изработено програма локална, надвор од целокупната програма, во која што ги дефиниравме клучните точки од аспект на зелената политика. Значи тоа кај нас е ставено како екологија, нели, еколошките вредности. И тука би продолжил, значи Велес е град кој е жртва на транзицијата. Значи многу стопански објекти, големи фирми како топилница, порцеланова, свилара згаснаа поради разноразни игри во овој период што владеа и за која вина носат и две, нели, владеачки партии од македонскиот блок. Не само што згаснат, и оставија свои руини таму, руини кои што и ден денеска се проблем еколошки. Да кажеме за Велес еден типичен проблем, она депонија со троска или згура, како што викаме, така, во народски јазик, која што остана како еден огромен рид позади топилницата, односно во правец на Велес. Многу години се правеа обиди да нешто се направи со незе, се испитуваше незиното штетно влијание, кое е, какво е, какви елементи содржи и се утврди таму што има во незе. И сегашната владеачка гарнитура во Велес вети дека за 2 години топилницата или депонијата ќе биде отстранета. Меѓутоа, еве како што гледаме, од таа работа нема и ништо скоро. Планот им беше да се транспортира троската со камиони надвор од земјава и да се продава како секундарна суровина за во некои топилници во светот. Значи, ние немаме ништо тука конкретно, тоа е еден голем минус за нив. Ние ако би дошле, јас ако би бил градоначалник, во тој случај ќе се трудам таа депонија да се отстрани и да не представува еколошка штета, да не прави еколошки штети. Понатаму, друг голем еколошки проблем е... Само каде би ја преместиле таа депонија? Па, ние таа депонија би барали исто така решение слично како сега што беше предвидено, да ако има некој, нели, да таа депонија ја отстрани за некои цели, нели, други индустријски цели. Да се преработува. Да се преработува, да си вадат некои елементи, и она ми се чини по својот хемиски состав содржи најмногу некои си железни оксиди, нели? Содржи исто така големо количество на цинк, релативно по некои испитувања 5 до 6%. А цинкот у суштина не е штетен елемент, нели? Тој у исхраната на луѓето и растенијата се рачуни како микроелемент. Него таму се штетни оловото и кадмиумот пред се, меѓутоа ги има колку што ги има. Значи, тоа би било решението да се дислоцира. А каде, нели, дали да се преработи или некое друго решение, тоа ќе го видиме понатаму. Не јас да го одредам, значи ќе формирам стручна екипа која ќе ги процени можностите, како треба сето тоа најправилно да се изведе. Не се јави пред 2 години друг непредвиден еколошки проблем, а тоа е горењето на шумата околу езерото Младост. Езерото Младост е еден драгоцен бисер во Велес, како јадро на еден иден туризам транзитен, го рачунаме ние, бидејќи Велес се наоѓа на крстопатите, одејќи од Куманово кон Грција, нели, тука доста преноќуваат транзитни туристи, главно од соседна Србија и други, и цениме дека тој бисер еден треба да се очува. Меѓутоа, ете го изгоре, поради невнимание човечко, ветија дека ќе го ревитализираат, дека ќе ги отстранат изгорените дрвја, дел отстрани, ама дел остана, дека ќе го пошумат, но од сето тоа нема ништо. Значи, ние тука би сврнале вториот дел од нашата акција. Понатаму Вардар, нели, Вардар како една македонска гордост, Велес е град на реки,
Значи не е само Вардар, имаме Бабуна, имаме Тополка. Едноставно е неуреден и загаден. Велес нема колекторски систем, па нема ни пречистителна станица. Значи мој план е да започнам со тие активности, бар во еден дел, прво, на градот, да направим еден колекторски систем и пречистителна станица. Значи, да водите отпадни од граѓанството, од индустријата, се прибираат и после безбедно се третираат и да се испуштаат доле под Велес или повторно. Понатаму, исто така, би навел мерки за зголемување на зеленилото во градскиот простор. Значи, Велес, поради својата таква положба, како што има, му фали зеленило. Значи, јас би одел тука да ги проширам, да го проширам паркот, да направам нови зелени катчиња, мини скверови, бидејќи немаме ни големи простори во центарот на градот, и би спречил нивна урбанизација или претварање, односно пренамена во места за локации за објекти. Со тоа што би го зголемиле, зголемиле површината на зеленилото, сметаме дека ќе се измени микроклимата, воздухот ќе стане почист, ќе ги немаме тие PM честички кои што се покачуваат доста во текот на зимскиот период. Во овие зелени мерки исто така предвидуваме да продолжиме ова иницијатива што имаше и претходно општината, значи ние не осудуваме се што они направиле, тоа што е позитивно ќе го продолжиме, дали? Тоа од интерес на сите граѓани. Јас би бил градоначелник на сите граѓани без оглед на нивната политичка опција. Имаше една акција за субвенционирање набавка на инвертер клима уреди за загревање, нали, претежно во зимскиот период. Исто така имаше и за велосипеди. Значи тоа би го продолжил, би го проширил, тоа се средства од општинскиот буџет. Понатаму исто така би одел на еден проект кој е многу важен за Велес, а тоа е гасификацијата. Значи претходната гарнитура вети дека Велес ја го гасифицира, меѓутоа немаше ништо од сето тоа. Дури формира јавно предпријатие, Велес газ. Меѓутоа, кога видоа дека само седат луѓе, земаат плата, го трошат општинскиот буџет и го укинаа. И нема ништо од сето тоа. Значи, сметам дека гасификацијата би била најдобро решение за загадувањето, решавањето на загадувањето на воздухот. Во прва фаза тука мора да се ослониме и на централната власт, бидејќи магистралниот гасовод поминува околу 20 км настрана од Велес. Значи, правецот е Крива Паланка, Команово, Свети Николе, Неготино. И тука треба да се направи крак, тоа не е обврска на Велес, тоа е обврска на централната власт. Значи, ние не можеме како општина такви големи инвестиции да влегуваме. И потоа да се развива деталната гасификациона мрежа по делови и така да прво ги воведеме во гасификација индустриските објекти. Има два големи индустриски објекти што се практично на самата периферија на Велес. Нормално и индустриските зони тие што се активни да ги гасифицираме. Понатаму за други зелени политики имаме исто така набројано повеќе решенија, но да речеме во тој дел јас Велес, да речеме, и сообраќајот е проблем, значи тој загадува. Велес е град што има тесни улици, нема широки сообраќајници. Улиците се тие едни исти кои што се проектирани и изградени пред 50-60 години, а обемот на автомобили е многу зголемен. Сето тоа предизвикува загадување и од сообраќајот. Понатаму, да кажеме,
Меѓутоа, тоа е дел од урбанизмот, предвидувавме и изградба на катни гаражи во одредени делови. Значи, во некои рамки, тоа се главните приоритети наши за сега. Јас за зелените вредности се борам повеќе од 30 години, практично од дете, поради проблемот кој што Велес го имаше со загадувањето на воздухот од страна на топилницата. Како активист уште во невладениот сектор и сум учил и сум презентирал оно што го знам за зелените вредности. Како човек сум апсолутно посветен на почитување на принципите на заштита на животна средина и сакам и како градоначалник да ги издигнеме зелените вредности на едно највисоко ниво што е можно во нашето општество. Затоа и зелената агенда е еден од приоритетите кои што ги таргетира програмата која што ја направивме заедно со својот тим. Пред се прв и основен проблем е решавање на проблемот со отпадот низ улиците, дивите депонии и отпадот кој што се сретнува низ градот. Затоа направивме концепција за еден посебен проект кој што се нарекува Велес град без отпад. Покрај тоа што планира зголемување на бројот на контейнери, бројот на корпини низ градот. Исто така се планира реорганизација на јавното комунално претпријатие кое што треба да работи и подобро и поефикасно во однос на тоа што е сега. Во изминатиот период веќе се започна со поставување на подземни контейнери, меѓутоа Велес има специфична конструкција како град. Оние места каде што не е возможно поставување на подземни контейнери ќе се постават нови, кои што се со похлопец за да не се снесува отпадот насекаде. И ќе се зголеми бројот на контейнери кои што каде што луѓето ќе можат да го остават својот отпад. Планираме едно поорганизирано селектирање на отпадот. Сега постои селектирање на стакло и на пластика со соодветни контейнери кои што повторно се поставени од наша страна. Меѓутоа сакаме да донесеме и пластикомати, оние автомати во кои што се става пластична шиша или пластична амбалажа и за тоа се добива соодветна финансиска надокнада. Подигањето на јавната свест исто така, континуираната едукација е потребна за сите нас, затоа што сите треба да се однесуваме одговорност према животната средина и организирање на комунални редари во секој дел од градот, кои што ќе имаат обврска да следат состојбата со отпадот на терен, предпладни и попладни, со цел да преполнат контейнер, оштетена канта или било каков проблем да се јави на терен, да директно ја информираат јавната служба, за да може да се санира проблемот. Сега се случува да граѓаните пребуваат, па нас не се јавуваат, па ние треба да се јавуваме, што не е проблем, меѓутоа сметам лично дека треба да биде малце поорганизиран начин на следење на комуналната хигиена во градот, со цел да не се запоставуваат работите и да не се јавува ова огромна количина на отпад по улиците. А ние генерално како држава оставаме еден впечаток на многу убава, но меѓутоа нечиста земја и тоа не е добро. Реков како човек кој што 30 години работи во областа на екологијата, максимално ќе се вложам да овој проблем со отпадот низ улиците што е можно побрзо биде решен. Со оглед на тоа што најавуваат веќе биоразградливи кеси, ќе обезбедиме како општина и платнени торби за семејствата кои што одат на купување, да можат да се ги практикуваат. Сме поделили досега многу во својата кариера, еви како активист во невладен сектор и како политичар, меѓутоа мислам дека се уште е потребно ова подигање на јавната свест и практично купување со платнени торби, а не употребување на пластични кеси. Во однос на руралните средини, околните села, исто така ќе ангажираме луѓе кои што ќе бидат одговорни за редовно одржување на комуналната хигиена и во руралните средини, со вработување на еден или повеќе луѓе директно од овие рурални средини, кои што ќе одговараат исто така, односно ќе бидат вработени во јавното предпријатие и кои што ќе следат и ќе бидат одговорни за хигиената во околните села.
поголемите, како што се Оризари, Бузалково, Иванковци, ќе бидат вработени повеќе наши сограѓани, во помалите 1 до 2, оние кои што се најмали може и еден човек, а се блиску еден вработен да ги покрива сите, се со цел редовно да се метат улиците, редовно да се испразнуваат корпите и контейнерите и нормално редовно да се одржува јавната хигиена и во овие средини. Следен проблем е аерозагадувањето, кој што се јавува посебно во зимските периоди. Во Велес постои една државна станица која што е инсталирана уште 2004 година и 3 станици кои што се инсталирани од страна на Вила Зора во соработка со инвеститори со цел да се следи Вила Зора еколошкото друштво во кое што јас работев долги години, со цел да се следи состојбата во повеќе делови од градот за да таргетираме од каде точно доаѓа загадувањето. Тоа е, индустријската зона, тоа е населената зона и нормално централното градско подрачје каде што има најголемо сообраќај. Сакаме да следиме состојбата и индустријските капацитети. Во Велес постојат неколку кои што се со А интегрирана дозвола, другите се со Б интегрирана дозвола. Меѓутоа и врз основа на законот за индустријски емисии кој што треба да биде во собраниска процедура многу наскоро, ќе мора да има континуирано мерење и презентација на резултатите кои што ги добиваме од емисиите на индустријските капацитети зависно од законот колку често треба да ги објавуваат. И втор проблем е нормално загадувањето од страна на домаќинствата кои што се греат на дрва и други малку понееколошки одредени средства. Постојат филтри за редукција на микропрашина кои што се има во нашата држава од различно производство, меѓутоа сакаме да ги субвенционираме поставувањето на оджаците во индивидуалните куќи, исто како и редовното чистење на оджаците во зградите, домовите за колективно домување и во индивидуалните куќи, со тоа што ќе се намалува, ќе се редуцира количината на микропрашина која што се емитува во зимскиот период кога луѓето користат за грејење пелети, дрва или други, реков, понееколошки средства за загревање на домовите. Ние мораме да ги грееме домовите, меѓутоа до моментот додека не донесеме природниот газ во државата, односно во Велес, до тогаш мораме да наоѓаме алтернативна солуција за намалување на аерозагадувањето. Ќе ги субвенционираме таксистите за вградување на течен нафтено гориво, на плин, со цел да користат еколошки средства и нормално решавање на проблемот со сообраќајниот хаос, кој што многу често е голем причинител за загадување. Така да од сите страни ќе се влие за да успееме да го намалиме аерозагадувањето. Ќе продолжиме со субвенционирање на инвертер клими, инсталирање, субвенционирање на еколошки средства за грејење во домовите и исто поддршка на ранливите категории со цел да не се користат нееколошки средства, огромни средства, него да може да барем оно што е минимално потребно да се обезбеди за загревање на домовите. Генерално сакаме да ги опфатиме сите аспекти, меѓу другото и за зеленувањето на градот. Долги години се сади, меѓутоа многу често тоа што се засадило после тоа не се чува. Сакаме да организираме и редарски служби кои што ќе бидат одговорни за чување на она што ќе биде засадено на површините околу градот и во градот, со цел тоа да не биде уништено, да не биде само потрошено време и фрлени пари за набавување на дрвце, него стварно да имаме ефект во зазеленувањето на Велес. Генерално, политиките се насочени кон сите причинители на загадувањето, кон активирање на целата зелена агенда која што допринесува за подобар живот, меѓутоа е нормално соработка со невладините организации, со цел да заеднички аплицираме на европски проекти и заеднички да ги добиваме средствата на EU фондовите, со цел да се инвестира во зелена енергија, да се инвестира во почист воздух и во позелен Велес. Еден од врните топ приоритет, 5 приоритети кои што ги имам ставено како кандидат за градоначелник е инсталирање на фотонапонски панели на сите училишта, на крововите на сите училишта во градот, основни и средни. 10 се на број.
Сметам дека на тој начин ќе заштедиме многу средства од страна на локалната самоуправа, ќе инвестираме првен во оваа работа, меѓутоа со текот на годините ќе се заштедува многу средства, доколку училиштата сами се произведуваат струја и ќе инвестираме заедно како со граѓаните во енергетски ефикасни фасади и за индивидуалните домаќинства и за зградите. Затоа што сметам дека е потребно и граѓаните, меѓутоа и општината да ги поттикне, да ги поддржи, да бидеме енергетски ефикасни и со стиропорова оградување на зградите, поставување на енергетски ефикасни фасади и со замена на прозорците и на вратите со исто така енергетски ефикасни, таму каде што не се. Голема агендата, многу се предизвиците, меѓутоа ние едноставно не смееме да кажеме да, ние имаме нечист воздух, имаме нечист град, имаме малку дрво и да се помириме со тоа. Напротив, треба да работиме активно, треба да се бориме за достигнување на тие вредности кои што постојат во Европа, да бидеме под максимално дозволените граници, барем поголем дел од деновите во текот на зимото и полека да заличуваме навистина на модерен еколошки вирест, оно за што ја цел живот се борам. Во однос на антинационализмот, дали имате план како да се борите со национализмот и промовирање на мултикултурализмот? Добро, јас како човек никогаш не сум правил разлика помеѓу луѓето по вера, пол, нација или било која друга работа. Дури мислам дека и како политичар не правам разлика и политички помеѓу луѓето. Сметам дека во секоја партија, во секоја заедница постои луѓе кои што треба да им се даде шанса и исто така и луѓето кои што политички се неопределени, сметам дека треба да бидат поттикнати и да се вложат во општеството, во развојот на општеството како и оние кои што се политички поттикнати. Доказ дека ги поддржуваме сите заедници е тоа што во нашата собетничка листа има представници од сите националности кои што живеат во општина Велес. Имаме во нашата коалиција, како СДСМ, имаме исто така партии кои што се од сите националности кои што се од општина Велес и нарочно покрај развојот на селата кој што е еден исто така од врвните 5 приоритети, затоа што претежно на пример бошњачката заедница се извинувам живее во Оризари и во Црквино, има и во Велес, мислам представници, меѓутоа таму се име Оризари најголемото бошњачка заедница во државата. Се планирани организација на традиционални манифестации кои што се поврзани со нивната култура. Значи за Оризари во склоп на бошњачката заедница, за Бузалкова, Клуковец, Сливник манифестации кои што ќе ги поддржи, кои што ќе ги организира општината, кои што се поврзани со албанската култура. Во Велес има ромски мала, исто така манифестации кои што се поврзани со ромската култура, влашката култура, турската, сега не знам другите заедници доколку има представници српската, не знам хрватска, да не ги набројувам сите, исто така, значи во склоп на самата програма се генерално се предвидува организирање на културни манифестации поврзани со одбележување на празници и значајни денови на сите заедници кои што живеат во Велес. На тој начин, меѓу другото, сакаме да привлечеме и представници од другите градови, па и од регионот, кои што припаѓаат новие нации, да дојдат, да не посетат, да се запознаеме, да размениме искуства, да уживаат во она што ќе го организираме во однос на нивната култура и вера и религија и нормална нација и да го развиеме Велес како туристичко место кој што ќе биде интересно за луѓето од различни вери и нации во Македонија. На тој начин ги се запознали со други. Така ќе ги дознаеме карактеристиките. Ние не ја гледаме овој потенцијал што го имаме многу позитивно. Затоа велам ние различните вери и нации се мозаик кој што треба да се склопи за да изгледа убаво. Наш треба да не поврзуваат различностите кои што ги имаме со цел да бидеме поинтересни и повеќе да се запознаваме и нормално повеќе луѓето да се сакаат, а не треба разликите кои што постојат во однос на вера, нација, пол или било која друга разлика да создава антагонизам помеѓу луѓето. Напротив, треба да ги спојува. Во мозаик што убаво изгледа. Како прво, значи, нашата партија е така конституирана
Значи, нашата идеологија е таква да ние како партија ги надменуваме, значи, културните и етничките разлики и во духот на еден заеднички, значи национален дух, да ги прифатиме сите. Во овој дух, значи, ние ќе возобновиме македонската национална култура во богато светло, преку славање на сите елементи и така натаму. Велес како град, значи имаме во Велес и турско малцинство, ромско малцинство, босанско, имаме албанско малцинство или народност, како да го кажеме, да не се навреди некој. Според регулативите од централната власт, према определен број на жители следуваат определен број на права. Така да речеме, во околината на Велес, во селата Бузалково, Клуковец, Сливник, наставата од прво до во основното образование се изведува на албански јазик и понатаму се отворија и паралелки на албански јазик во средното училиште, во гимназијата. Значи, ние ќе ги почитуваме сите права. Значи, се што следува по закон, на никого нема да му одземеме, ама и на никого не треба да му додадеме. Поготово што имаме една таква клима, имаме, значи, соседните земји не негираат. Значи, ние мора да се бориме како партија за зачинување на единството на Македонија. Не можеме ние само да растураме. Значи, тоа е целта да сите граѓани на Македонија бидат еднакви. Значи, тука ние поаѓаме од она онтолошка вредност, онтолошката еднаквост. Значи, секој човек е роден со еднакви права за напредок, образование, култура, работење. Значи, тоа се нашите постулати, преку кои јас би настапувал како градоначалник. Дали имате план во однос на социјалната правда? Ова може би најтешкото прашање во однос на затоа што директно се засегнати луѓе кои што се социјално ранливи. Долго време разговарав и со организации кои што работат со ова, создавајќи план. И лично сметам дека дел од надлежностите треба да бидат префрлени на одржане на локално ниво, затоа што сепак првиот контакт на граѓанинот кој што има ваков проблем е со локалот. Околу тоа нормално дека како централна власт можеме да се избориме и да лобираме. Меѓутоа во самата програма планирам, напишав, создавање на социјална карта на Велес. Тука не спаѓаат само семејствата кои што добиваат социјална помош од државата и да се ограничиме на ова. Спаѓаат и луѓето кои што се со повеќе детни семејства, имаат минимална или просечна плата. Семејствата кои што ги издржува дедо, баба, а исто така се со пензија, исто така се невработени или со повеќе деца. И семејствата кои што често менуваат работа, значи се немаат обезбедена стабилна работа, со цел да ги покриеме и овие луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Помошта се состои во тоа што ќе одвојуваме годишно за реконструкција на несоодветни живеалишта, значи на куќи, станови кои што не се за живење, што се вика народски, со средства од општината. Зависно колку ќе дозволува буџет, 1, 2, 5, 20 на годишно ниво, значи ќе планираме буџет и граѓаните кои што ќе имаат ваква потреба, нормално заедно со општината да можат да се ги направат домовите пристојни места за живење. Исто така, кај нас се фрла огромна количина на храна во ресторани, во продавници. Општината ќе биде услужна дејност која што за социјално ранливите категории кои што немаат најмалку 2 оброка дневно да обезбеди, организирајќи систем за снабдување со храна. Па да, таа постоеше на времето. Ние, уште јас кога бев председател на Советот, воспоставивме соработка со банката за храна. Не профункционира таа соработка, после тоа заминав во Скопје, во собрание, меѓутоа сакаме и во соработка со невладините организации ова практично да се спроведе. Ние одлучивме и да воспоставиме соработки, да обезбедиме просторија за работа, меѓутоа после тоа не профункционира.
и банката за храна и другите, рековме, субјекти кои што работат со угостителство, кои што можат да не фрлаат, гревот да се фрла храната, кога на некој стварно треба, да се организира системот за редовно снабдување со луѓето, на луѓето. Исто така, стимулирање на социјално ранливите групи со стипендии за учење, облека, огревни, грејење во текот на зимата. Едноставно, еден дел од општина Велес ќе функционира само во интерес на социјалните сите овие случаи кои што ги кажавме во склоп на социјалната карта, со цел да нема гладни, да нема луѓе на кои што им студи, да нема деца кои што треба да се школуваат, да немаат услови. Мислам дека со поминувањето на оваа корона криза добар дел од тие проблеми кои што беа со интернет, со ова, со она ќе бидат решени. Меѓутоа и да направиме едноставно сите луѓе кои што живеат во Велес да се чувствуваат пријатно, да не се чувствуваат загрозено и да едноставно бидеме похумно општество, со тоа што секогаш може подобро. Социјалната правда ја гледаме со своји очи во реалноста на Македонија. Нашата партија и јас како градоначалник, приоритет ќе биде социјалната политика. Значи, ингеренциите на локалната самоуправа се многу мали во однос на социјалната правда. Ингеренциите се на ниво на централна власт, преку Министерството за труд и социјална политика, значи оно си има институции, си има програми, по кои оно што се настапува. Меѓутоа, ние јас како кандидат, ќе ги искористам сите можности кои ги има локалната самоуправа да подпомогнам и кон ова прашање. Значи, Велес како град, претходно кажав, настрадан од транзицијата. Во Велес има сиромашен народ, големи класни разлики, кои што засега изгледаат нерешливи. Меѓутоа, ние мора да дадеме помош на тие социјално ранливи категории, кои што не може да најдат работа или се неспособни од одредени причини, хендикепираните лица. Во тој дел планираме помош на тие категории на луѓе, дали финансиска, дали натурална, и планиравме дури да се отвори народна кујна за таквите лица. Меѓутоа, не само за нив, во Велес имаме и голема стара популација. Значи, старата популација нас ни е приоритет. Значи, имаме, пример, ја во Велес што живеам, во моето соседство има зграда каде што 1/3 од станевите се празни, во другата третина живеат само по еден човек, стар човек живее, дали маж или жена. Значи, на тие луѓе им треба грижа, внимание. На што се должи тоа? Има само стари лица или пола зграда да е празна? Веројатно се должи на она генерацијска смена, застарување на населението, бидејќи Велес има у суштина неравномерен развиток. Значи, тоа е она лева страна од каде што јас потекнувам, старее. Значи, тука не се градат многу нови објекти, минимално е тоа градењето што е. Младиот свет оди на десната страна од градот, ако знаете, во близината на касарната. Тој дел сега се урбанизира, се прават нови згради и младиот свет бега таму. Значи, немајќи овде услови на оваа страна на градот, значи нема плацеви за изградба, нема можности за реконструкција. Тој дел е и стар дел од град, кај што има тесни улички, каде што луѓето не може едноставно ни да си донесе огревен материјал, градежен материјал тешко се носи на такви места, нели? И затоа таа страна се стана тоа што е, како што ви кажав. На некој начин вие рековте дека ќе забраните во вашето урбанизирање и бетонизирање на градот, но во овој случај велите ќе им има веќе во новиот дел кај касарната нагло градење. Сега за волја на вистината, ви разбрав, значи за волја на вистината тие се комплексна згради кои што за среќа, значи со деталниот урбанистички план таму е направено да имаат околу себе и зелен простор
и паркинг простор. Значи, тој дел засега не е така стихиен. Мислам, не да се подразбере како тука во Скопје зграда до зграда, била куќа на 2 спрата, па станува зграда на 5 спрата. Значи, не е таква ситуацијата, тоа беше отворен простор, дел од касарната, и има простор, значи, тука е планско сето тоа направено. Меѓутоа, ја би го регулирал во центарот на градот, значи, таму имаме, значи, многу објекти кои што никнаа, а нема зеленило. Значи, Велес дури нема ни градски плоштад како што треба. Значи, нашиот градски плоштад е мал, тоа у суштина паркинг е половина, и тоа е тој простор ние што го имаме. Значи, овдека исто така би направил напори нешто тука да се реши околу сето тоа. Затоа ги спомена фикатните гаражи, иако не се тема, нели, можеби на прашање, дека би го решиле они тој проблем на простор во центарот на градот. Значи, ние немаме простор. Сите институции се во центарот на градот. Значи, тука е суд, тука е биро за вработување, тука е не знам што. Банките се сите тука. И во текот на работниот ден, нели, од утро до пладне, значи, тука гужвата е огромна. Значи, затоа ако би се изградила некоја катна гаража на погодно место, би се растеретил тука тој дел, би се отворил простор и би можеле некоја улица да пренамениме во пешачка зона. А вака сега како што е, не можеме ништо да направиме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.